Со 2 милиони евра Свети Николе ќе се гради како никогаш досега. Општината со засукани ракави работи на 16 проекти за во градот и селата. По повод патрониот празник на градот Тодорица, денеска во посета беше и премиерот Мицкоски, кој изврши увид на започнатите градежни активности на општината. Тој заедно со градоначалникот Дејан Владев состав дека во Свети Николе активно ќе се работи на подобрувањето на условите на граѓаните. Претходниот период е спроведена комплетна спроведување на канализациона и атмосферска мрежа, а веќе гледате дека е пред фаза на реализација, односно асфалтирање. Инаку вредноста на овој проект е околу 5 милиони денари со средства обезбедени од Министерството на локална самоуправа и владата на Република Македонија. Значи, да изразам благодарност до премиерот и целата влада што ни ги овозможија овие средства за да може и ова конечно да се реши околу 350 метри квадратни со тоа што правевме разговор со изведувачот. Верувам дека до наредниот петок овој цел потек ќе биде комплетно асфалтиран и ќе има поставено и тротоари на местата каде што се обележени. Значи, општина Свети Николе оваа година доби околу 2 милиони евра за проекти. Има аплицирано и ќе аплицира во наредниот период за околу 16 проекти, кои што ќе бидат за и во градот и во селата. Посебна подршка до општината упати Мицкоски. Тој таму рече дека со помош и на вториот повик, голем дел од потребите кои што во минатото не биле решени за Свети Николчани, сега ќе бидат решени. Денеска е наистина посебен ден овдека во Свети Николе и денот сакавме покрај тоа што го предвидовме како дружење со граѓаните да поминеме и неколку проекти кои што и локалната самоуправа, но и владата заеднички ги финансираат за Свети Николчани и цениме дека со овој вториот повик кој што сега е самиот градоначалник кажа дека нешто повеќе од 2 милиони евра ќе бидат на располагање. Голем дел од потребите кои што во минатото не биле решени за Свети Николчани ќе бидат сега решени. Само можам да кажам дека Македонија се гради и тоа е добро. Кога Македонија се гради, после 7 години пустош и понижување и засрамување и плячка организирана, конечно имаме состојба во која што Македонија се гради, па тука сме да го одбележиме сето тоа. Инаку дополнително на самиот настан се разговараше и за ситуацијата со земјоделците, за градежните активности, цените, како и новите работни места неопходни за младата популација во државата.